Добар ден. 180 степени бурек. Како сте? На преручи. Дали сте спремни да правим бурек? Спремни. Добро. Дали сте спремни да одите во нови авантури? Спремни. Дали сте правиле бурек? Да, најчесто од готови корим. Добро, најчесто готови. Ана? Јас сум тегнала. Ти си тегнала, браво, баш ми е мило, имаме значи еден више искусен. Лука? Ја само имам едно, друго немам правено. Лиле? И сукано и тегнам. А од готови кори имаме Ред. тим кој што е спремен да го изнесе бурекот, питата, како и да ја крстиме, оставаме да биде тоа. Ваш печат, Дејан, уште тебе не те прашав, ти со искуство како си на оваа тема? Се надевам те дам. Денеска имав големи размислувања што како ќе биде. Посакував можеби некое благо да правиме, некој благ рецепт, така да дојдов сепак со идеја за нов предизвик. Јас мислев дека ќе правим некој стар македонски рецепт, меѓутоа благо. Например, раванија. Брзо се прави и за печење, помалку време ќе одземе од бурек. Еден од луѓето кој што несебично го дели своето знаење во ФД Кулинарското училиште, веќе колку мастер класови сме направиле? Маестро, со тебе 2 до 3 мислам сме направиле. 2 до 3 од самиот почеток. Маестро Ѓорѓи Петрески на ползвемо со нас денеска тука и сукало, како и да го крстиме, така? Задолжителен пекарски реквизит. Кој што Злате не сака да го употреби, ама ако е принуден ќе го употреби. Нашиот најстрог судија, човекот кој што сите му се плашите, Златко Таневски. Немојте аплауз, само плашете му се. Не. Само продолжите му се плашите. Зашто станува се построг и мислам дека ќе му предам палката, Злате, повели. Ова знае зашто е да покажеш нормално, не сме агресивни, у кујната сме креативни. Сакам да те прашам, Ѓорѓи, како се чувствуваш ти тука кај нас денеска? Одлично. Сам се заблагодарам на поканата. И јас да ви се заблагодарам. Што ни се одзва позитивно, секогаш си спремен да споделиш и мислам дека ќе имаме добар напредок. Знаењето е единствено нешто што расте додека се споделува. Така да традицијата во нашата држава мора да ја задржиме во однос на бурекот. Така. И генерално на тестото, на тие наши традиционални јадења. Знаеш кој ќе бидам многу среќен кога ќе влезам во една бурекџулница, стара, релативно стара, испробана бурекџулница и позади работната маса ќе видам некоја млада девојка како игра самба со кората, ја врти и онака ужива у тоа. Се повеќе гледам изнемоштени бурекџи кои што немаат помошници, немаат асистенти. Уште еднаш ќе повторам, се надевам дека и оваа емисија ќе ги инспирира младите да се посветат на занает. Нема ништо лошо да работите било што у животот, имајте еден занает у џеб. Да не должиме, на прерувачи, дали имате прашања? Нема прашања? Добро. 1 час до почеток на дегустацијата. Почуваме сега. Да би сакала нешто со тесто, затоа што немам некое искуство со месење, со тегнење, со сукање. Тоа не би го сакала денеска да го готвам, а друго, можеби ќе се справам со друго.
идејќи на некој студио, се молев денес нешто, месце, кумпири, паста, сошче, тоа што знам да го правам убаво и што ми иде. Не сакам да денеска да работиме со тесто, затоа што јас кога правам бурек, например бурек дома, правам со готови кори. И од таа причина не сакам да имаме предизвик со тесто. Јадеме со месо. Четвртото нема да ја растегнеш? Сигурен си во трите. Тријај, среќа. Не сум тегнал бурек ни пица, прв пат пипам тесто. Денес искрено може би направил некоја кајгана со шунка и кашкал и добро кафе.
Се одвам денес, барем сакав нешто шмек да додадам и се одлучив за люто. Јас јадам люто и мене ми се свигаш. А мислам дека и на студиите малце промена од сите други. Станах сирење, малце маја. Така ја вика. Некоја. Јајце. Опака Малце ми е страв дека е висока температурата на маслото. Пробам се ова, превиси. Нема да го спаси. Ќе направиме ново. Како гледам и си го потврдувам мислењето. Иначе ја го делам твоето мислење. Мило ми. И ја го делам. Раз, како имаме 3 филови. Да. Немаш простор за грешка. Мислам, точно ќе внимавам на солта овој пат. Направиме наново. Најтешко во целото има повеќе делови кои носат тежина, ако можем така тој збор да го потребам. Самиот притисок, имаме суди, имаме професионални готвачи, имаме врвни готвачи. Треба да се ставиме, не викам на нивно ниво, но да се покажеме пред нив.
имаме одредено време што исто така ни го скратува, мислам, не прави малку нервозни, брзаме, тука се прават и грешки. Треба да биде фино декорирано, треба да биде во одредено време. Сето тоа си носи тежина. Не можам да одвојам нешто што е најтешко. Во главно имаме притисок постојано. Јас си имам 4. Да. Си 4, нема ли има? Виде почна веќе? Готово е. Како ли? Имате уште малку време. И он така. Ратке, кај има Велес најдобар бурек за тебе, вака еден од подобрите? Останали пекари во Велес? Па, колку ше се... Јас во последно време не јадам многу бурек, ама има така некои што се уште обстојуваат, што постојат, нели? Има, како не. Зоче еден од... Зоче, а? Да. За жал, господинот Зоче веќе не е со не само традицијата е продолжија неговите внуци, деца, така да. Браво. Но постојат ете и младите преска да се надоврзаме од муабетот, дека и младите го продолжија традицијата на Зоче со изработка на бурек. Тоа се луѓе помлади од мене, околу 35 години можеби. Браво. Рачно се. Рачно. Браво. Месото што сте го искористиле, нека оди во фризер. Сирово. Треба беше да ја пушта. Би требало да ја пушта.
се таа болест. Ако може да ги изработиш тие, че се работиш и тоа. Ако Шеф, да паш. Прашање користи Добро ли е? Лука? добре, само крајката ќе извадиш тоа. Дебелиот дел ќе го извадиш. Ајде добро, значи. Да. Така да имаш уште 3 кори, слободно. Слободно влече, не се плаши. После 2 емисии елиминација, веќе сум high hopes, low expectations. Трема немам. Шо биде, нека биде. Половина од времето ви Не истечено, сте. добар Добро. пост, а ја да ги поздравам спонзорите, да се заблагодариме на Макпетрол, да се заблагодариме на президент. Дали користевте салакис во понежите? Да. Дали сте Да пробале не ти остане од да користите президент Путер? Така? Не може. Стави му по. Рамстор, кој можам да кажам дека секој ден се грижи да имаме се на време. Витаминка, поздрав до Витаминка. Халк банка е тука. Братство ќе си ги поздравам моите пријатели од Охрид. Фортис компанија, неизбежен дел од ЕФЖ кулинарското училиште и винарија Камник. Барем таа што е најдоброто да се. Да. Дали се спремате за печење? Запори одолу. Одолу. Ајде не ве да концентрирам, јас сте у длабокото викаме ние. Сега ви е фокус и концентрација најпотребен и што ти изборев, Ѓорѓи, значи таму и у Кичево има еден бурек, исто сериозен, ми го каже еден пријател, и сам така, стара школа да речем, месо и сирење. Работи во 10, колку има Тоа е најдобриот. пити, толку, клjuč, утре пак. Види, согласно принципот на традиционална изработка, за бурекот толку дозволуваат и условите, затоа што ти имаш еден период каде што цело време работиш. Да. Те стигат физичкиот замор и ред други работи. Си почнал од среде ноќ или од вечерта, па за наутро да има готов бурек, Да. за муштерите да бидат задоволни, треба да биде таза и топол. Тоа сакам малце да го зборнеме ја и ти вака. Колку е битно свежината на изработка и печењето денес за денес. Најбитно. Да не помине бурекот во фрижидер, па Најбитно. помине па За така. добар бурек потребно е тоа. Таа крцка мора да биде- ја мислам не може да се постигне биде ако- таза. Така, да е таза свитка. Се оно што одставало во фрижидер и ред други работи, сите други варијанти, комбинации се на цена на квалитетот. Така да тестото си сакат се да бидат во свое време. Во нашите патувања со кулинарското училиште, речиси цела Македонија сме ја поминале. Ето македонски брод никако да отидеме, ја и ти се договараме, ама ќе биде. Ќе биде. На крај на сезонава одиме у македонски брод. Да те подсетам, шеф, каде сме јаделе Тоа сакаш, подобрите вот. буреки. Да, Јас мислам дека се уште го памтам тоа крива паланка така е, поланчани да ги пофалиме, и Радиовце ке го спомнам. Радиовце да го пофалиме, така е. Мислам Мајстор дека тие се Фуат. двата од што ги памтам уште. Тоа со месо нема да му дадат. Си јадел некојаш така бурек со јајце? Тоа не е бурек, бурекот е со месо. Барам верас бурек, бурек со месо. Пазете на времето, Тоа треба е веќе ова другиве се да се банички оставите време супенки. за печење. Ми текна злате таа бурекџилница во Кичево, се вика клас. Клас.
Таму мислам дека не Да, јас сум бил, ми ја кажа Боки, баба и дедо си работат, 50 тепси за денес, 50 тепси ги продаваат, Земи. клучот. Земи скинеш. Ајде врвен бурек. Каде што има и домашно кисело млеко? На таа мислиш? Можно е да имаше, тоа не сеќам, али ќе ја освежиме малце. Ќе одиме баш некој време. Али да, Фуат, да го поздравиме, Фуат исто уметник, човек што си ја сака работата и според мене прави еден од да речеме, крцкави и си има некој свој стил на Свој стил си има, да. бурек, знаеш, посув си има некој стил. Видиш, тоа се прилагодуваат према муштерите кои Исто да не заборавам да го познавам. самите купци ќе ти кажат што фали. Да. Нас не порасна ескимо. Се уште мислам дека држи бурек, да, се уште држи. И исто како мислам дека град кој што прави секојаш добар бурек е Тетово и околината. Тука Тетовци се квалитетни пекари, Дебар, Тетово, Види, тука. западниот дел на Македонија најчесто од времето биле пекари. Работеле најчесто во Србија, во Београд. И ден денес има таму газди, собственици на дојчани бурекџулници што се од нашиот. Останува 24 минути. Генерално од западна Македонија најчесто. Така е. Морам да ви го напоменам тоа, да го имате на ум. Колку пати си фатил со рака збор брзање? Сега се смеам ли да пишем тоа? Сите ставите на печење? Јас не. Пити, примероци од вашите буреци, пити. За дело за печење. Ајмо, Прашање да ајде. малку се да ставим. Во шоуто воопшто не ми е тешко. Учиме од професионалци што знаат да пренесат, само е важно да го послушаш што ќе ти каже и да го примениш. Па за на крај производот сам ќе покаже. Уште минута. Без многу брзање. Ова, мајсторе. Тој го чувам за овие лепчиња. Ево. Уште еднаш. Ова. Толку. 30 секунди. Кој нема да Да послужи? испечеме може? Нема да Уште е загреана печка, ќе стам на печка. Малце хартија за печење. Ја сакам таа хартија печење. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, горе раце. Досегашното снимање, значи имам се уште повеќе желба да учествувам. Зошто е така, не знам. Трема немам. Првата емисија има, втората ич, третата добив трема. А сега денеска немам воопшто. Трема немам. Имам желба да одам понатаму, да видам нови предизвици. Тоа ми е целта, тоа ми е љубов готвењето дома. Стигнавме во дело со дегустација.
Лука, Ана, Лилијана, пристапете. Лилијана, поведете. Слободно оставете. Збор 2 за тоа како се снајдовте. Па мислам, ми фалеа уште 10 минути да биде и оддоле и убаво испечено, одгоре испечено. И внатрешно составот ми е Околу изработката, тегнењето. Тегнењето, да. Чекав 25 минути, колку што рече судијата. Како се снајдовте при тегнењето на корите? Одлично. Одлично. Многу убаво беше. Што е филот? Гледам сирење. Сирење. И во натре ставив малку биверче и малку сол. А сирењето е соленко доста. Ќе пробам. И малку павлака, 2 лажици павлака. Задоволни? Да. Фала ви. Ана, повели? Кажи ни збор 2, како се снајде, со што се стави, гледам со месо е. Мојот бурек е со месо. Одлично се снајдов со тегнењето и сум призадоволна како ми испадна бурекот. Корите тенки, баш како за бурек. По страна што имаме? Од страна имам павлака со кухан. Дали ни предлагаш да ги конзумираме одвоено заедно, павлаката и бурекот или? Кој како билува? Готово, фала ти. Бурекот навистина добро ми испадна и корите убаво се испекоа, беше крцкав, не беше жив, вкусен беше. Денешниот ден предизвик ми беше само во печењето. Ми фалеа уште 10 минути, по моje. Бурекот не може да се испече за 25 минути. Професионален готвач може тоа да го направи. Има искуство. А јас сум домаќинка која цел живот печам, правам и кифлици и буреци. Кифличка за 20 минути, кифличка што е повесно каде тесто. Тоа бурекот си бара 30-35 минути максимум. Доста на Лука. Денес се припрема пите со сирење, со луѓе, со спање, со лука и бурека, озгоре и чили ойл. Тегнењето беше хаос, ама по за прв пат задоволен со мислење, бие добро, што си имли малце, бавото со попари, со мислено масата. Дали ти ја проба? Да, Дали си задоволен вкусот? Супер мјак, задоволен. преходно имам правено тесто и директно го сервирав во ѓубрето. И денес ми е прв пат. И не икем да работам со тесто, не ми е убаво. Нервирам се, лепи ми се, не ми испаѓа, не ми е убаво со тесто да работам. Филип, мислам дека е спремен. Почитувани судии, за вас денеска имам една креација од остатоците на корите кои што не ми беа успешни. Направивме едно тип на либанско лепче со мелено јагнешко. Од зачин имаме цимет, коријандер, сол, бибер, малку чили, имаме сирење и нане. Уживајте, добар апетит. Поведете се од оваа страна, да ги пробаме останатите краци. Прво сакам да видам што сум направил. Многу ме интересира. Само јогурт ми фали. Ама ќе ќе оставам. Натпревачите да го пробаат, да видат дека остатокот, бурекот не треба да има. Исто и оние кори што не ви успеа, тоа може да го ставите во замес, во тесто кој што има квасец. Ќе му даде одлична структура, еластичност, ќе биде како еден вид сила за новото тесто. Јас сум задоволен со тоа како испадна моето лепче. А за вашите буреци би рекол, ова не е допечено. Со ова би имале проблем бидејќи се работи за живо тесто. Бурекот што го правиме дома со готови кори купени е сосема различен од овој. Ова беше една врста, ти сите што ги направија досега колешки колеги овде, една врста на пита.
За мене пита беше тоа, не беше бурек. И нивните беа подизгорени, некои беа внатрешно недопечени, така да не можам да се сложам дека моето временски ми требаше уште 10 минути за да се испече. Ова изгледа добро. Ова изгледа добро. Прво, сервирањето, внимавајте, не ми се допаѓа сервирањето, а за вкусот сега ќе има. Сервирањето некако без идеја, без... Обично лука тука е најдобар. Во сервирање највише сака да се покаже, ама сега изгледа се возбудил, зашто испадна неговата прва пита. Не си имал идеја со ова. Со ова што ни го покажуваш, ти бил без идеја. На крајот немав други парчиња да одберам, бидејќи ги исеков краевите и ми остана в средината и ставив тоа што имав. И имаше малку изгорено, ама за мене не е нешто многу голем проблем. Кратка идеја му поведете. Но, Радка поведе. Пита со трифила. Првиот е со спанак и урда, вториот е со урда и маслинки и третиот е класичен бурек со месо. Има некој лукче, додека го седјам, многу ми се допаѓа. Лукчето е од сиренцето, на сиренцето збори има копар, сиренце и црн пипер со малце улје, масло. Супер. Изголемува апетит лукот, знаеш. Италијаните во некој ќош знаеле во рестораните да запржат лук, кај нас рестораните сакаме на лаванда и на детерџент. Тоа не е во ред. Ресторан треба да мириса на храна. Точно. Можда не да, што викаме да биде тоа интензивно, али ми се допаѓа. Употребив исто така и сусам врз баничката, врз бурекот. Може би тоа допринесе во да се издвојам од другите. Кога сега би почнала одново да го правам бурекот, мислам дека ќе го направам па истото што го направи до сега. Ајде, јам поведе ти. Прв пат правеше, кажи како се Прв пат стане. правам традиционална влечена тегнета, како и да ја наречеме. Пита бурек. За вкусови не знам, вие ќе оцените. Вака јас најдум задоволител. Ќе пробаме. Кога би се вратил еден саат наназад, би ставил кисело млеко. Пошто немаше кисело млеко, ми дадоа палака на самата визуелна слика што треба да ја приложиш за да ја оценат и вкус и слика. Значи, кисело млеко или чашка јогурт. Многу сака да велешани јајце, јајце, пастрмалија, Особено кога има нешто тесто обовезно. Се викала пастрмалија, фрита се викала. Изборот е нивен. Добро, ја искрено кажано се чувствува велешкиот печат. Може ли за нијанса да бидат помрсни? Малку поише мрсот. Вака се малку посуви останува. Али, добро. Се допаѓа вкусот. Идеално е солен. Идеално е солен. Да, ти благодарам што внимаваш. Јајцето во на баничката мислам дека може би не требаше да го ставам, на добар шмек даде, па во секој случај добро помине. Може би им се допадна баш тоа. Денеска уживав во предизвикот. Не предизвикавте, ме инспириравте јас да влезам и нешто да направам. Тоа е добро. Златен, дали ти ги кажеш одлуките на судиската Јас ќе тројка? почнам од Радка. За денес те извоивме како најдобра. Фала ви. Велешкото лоби. Се виде во порцијата доволно труд, 3 фила, сите убави испечени, убава обработка на корите, иако беа малку посови, сервирањето коректно. Фала ти.
Јас ти кажам дека многу бевте близко со Дејан, повели Дејан, секоја чест. Значи, многу близко е, да каже мајсторот, да. Одлично е, Дејан изработено, исто и како кај Ратка, само малку помасно да биде. Сепак е бурек, мора да имат малку масло. Тајки од аспект на лаик ќе кажам, што не сум во бурекот, во филот, може би сгрешив што не го исцедив спанањето. Прво, а второ, ако би играл со друго зајре или фил, не знам би било подругаче. Дали би сменил, па би применил нешто што би ми кажале пак по-професионалните од мене. Денеска моето јадење беше одбрано како најдобро, оценето како најдобро. Дадов се од себе, се потрудив, внимавав многу на солта од искуството од претходната епизода. Па се надевав дека ќе биде меѓу подобрите, но не најдобра. Во секој случај не очекував да бидам најдобра. И малце неизвестност. Ајде, Лука, истапи. Да му кажеме? Не идеш у елиминација, ајде, Лиле и Јана, повелете малци стапете. Зана ќе оставам Злате, да каже. Кај Јана, процесот на тегнење малку беше послаб, се виде и во шестоста кај, за разлика кај Дејан и кај тебе беа многу потенки, имаше доста краеви, на джвакливост беа многу потегави и потешки. Знам ќе се сложи мајсторот. Да додадам, Лиле рече немало време за печење, не е до печењето проблемот, печката е иста, времето е исто, проблемот е во начинот на изработката на тестото. Кога тестото е забиено и не е воздушесто, тоа не се пече, остануваат поживи. Затоа што ова пред се бесквасно тесто. Доколку е со квасец, тогаш може да биде и позабиено и било како. Квасецот ќе се заврши својата работа, но кај ова тесто сепак мора да се пази на структурата, воздушестоста и тие работи. Ради тоа би останал недопечен. Ти благодарам, мајсторе. Злате, со кого се гледаме во елиминациите, не им сообштивме? Со Ана и со Лилјана, тоа ми останува јасно. Елиминацијата не значи ништо, само значи дека сте имале малку лош ден. По мое, како што правам јас и кифлици, и пити, и тегнати, и банички, до сега јас сум за себе најдобра. Меѓутоа, овде времето ми е кратко. Уште 10 минутки во печењето. Немаше да биде тестото оздола не испечено, а озгоре испечено. И дека беше стегнато многу, не беше стегнато. Мислев дека нема проблем, бидејќи тесто не допирам, не знам да работам и не бев задоволен како испадна. Али тоа што го истеков, што го сервив така, малце го прикри тоа. Почитувани љубители на бурек и теста, експериментирајте и користете ги насоките од оваа епизода. Се надеваме дека ви помогнавме и се гледаме во следната епизода на 180 на Телма. Поздрав!